Денешна наша гостинка, на моje големо задоволство, е професор доктор Елка Јачева Улчар. Добро дојде во студиото. Добро ве најдов. Вие сте дел од, така да кажам, од тимот од професорите во Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Еден повод што мене особено ми побуди голем интерес, така и најавивме во најавниот форшпан презимето кај македонците. Можеби не можеме се да прераскажеме за овие 15 на минути, меѓутоа ајде некако да резимираме, да ни објасните, бидејќи ова е еден голем труд последниве 10 години, а можеби тоа е продолжение од еден труд во институтот, што повеќе може и од 10 и од 20 години, нешто што е жива материја и навистина е важно за македонската јавност. И бе вака, се послужам со ваши зборови, значи сублимат од одговори на прашања кои што вие нели самата сте ги поставувале самата на себе, меѓутоа сте ги добивале од со сите луѓе што се обкружувате, а знам дека се голем е бројот. Ајде некако да почнеме презимето кај македонците. Трета. Па да, како што кажавте и самата во најавата, но исто така како што кажувам и јас тука во предговорот од книгата, за да се создаде овој труд, од основна помош ми беше работата на моите колеги, ономастичари и тоа како моите предходници, така и моите современици, кои се занимавале со прашањето за презимето. Кога велам, кога ги спомнувам моите предходници, ги имам предвид тука, го имам предвид првично речникот на презимињата кај македонците, во чија работа биле вклучени професор Трајко Стаматовски, магистер Маринко Митков, доктор Марија Короба Белчева, доктор Олга Иванова и исто така и во она време кога излезен речникот на презимињата во 2 тома, моите колешки, сега веќе докторки по филолошки науки Весна Миовска и Мери Момировска, односно во тоа време Јосифовска, кои што работеле кои што асистирале всушност, им асистирале на главните истражувачи. Исто така, незаобиколен во создавањето на овој труд беше и речникот на личните имиња кај македонците, изработен од мојата менторка доктор Љубица Станковска, а исто така и обратниот речник на презимињата кај македонците, кој многу ми помогна во втората фаза од истражувањата, покрај семантичката и во структурната фаза, речникот, реков, на обратниот речник на презимињата кај македонците од доктор Олга Иванова. Значи, во оваа книга, нели, презимето кај македонците, давате одговор на се што може да се најде во основата на презимето и како што велите, да се даде курс историјат за развојот на најмладата антропомнистичка категорија презимето кај нас, македонците. Нели, како што велите, да се покаже се што е во основата. Ајде малку да ни објасните. Што сакам да кажам. Да, што сакате да кажете. Во книгата, значи, главно зборувам за тоа што се наоѓа во основата на презимето, што од друга страна одговара на 4 прашања кои што се поставени од еден голем исто така хрватски ономастичар Петар Шимуновиќ, кој вели презимињата представуваат одговор на 4 прашања, а тоа е кој си, што си, со што се занимаваш и од каде си. Односно, можеме да кажеме дека во основата на презимињата се наоѓаат лични имиња, фамилиарни имиња и професионални имиња и етноними. И тука и прекари, нели, што е... Да, покрај лични имиња и прекари, во прекарите се главно вложени во тие фамилиарни имиња. И навистина сега, ајде малку, многу ми интересира
еве имате тука и неколку збора за женското презиме во Македонија и нешто што сега може би во традицијата порано кај нас, вие така и го кажувате и го објаснувате дека многу често презимето на жените не се споменувало, него се кажувало дека по незиното име, нели? Не, во нашата традиција всушност женското лично име е ретко. Тоа е некоја понова работа, затоа што главното именување во она време, во 19. век, па дури некаде и во почетокот на 20. век, до првата половина на 20. век, именувањето на жената одела според името на мажот. И така ние имаме такви презимења во кои се вложени такви имења по маж. Да речеме, во презимето Ристојчин е вложено женското име по маж Ристојца. Или имавме на времето еден политичар познат Костојчиновски во времето на социјализмот. Тука е од Костојца по името на мажот Коста. Така што во таа смисла, а инаку што се однесува до презимето, до женското презиме, тоа многу ретко се среќава во нашите стари документи, но сакам овда тоа да го потенцирам, дека женското презиме во Македонија си има согласување по род. Значи си има своја форма. Сакав до тоа да дојдам. Значи, ако во може би еден распон од 100 години или се ајде да не го ословуваме така, може би и помалку. Ако имаме некако ословување на жената по машкиот род, нели, да речеме, не знам сега да не сега многу зборуваме за некој име, сега имаме кај презимето помодарство, каде што еве ние сме обкружени, нели, во машки род е преземеното презиме од мажот во машки род. Тоа е една тенденција што се јави последниве 20 години и се почесто се среќава презимето да биде во својата машка форма, односно она презиме обично што се додава кон моминското презиме при стапување во брак на жената. И дури во некои наши делови од Македонија, конкретно знам од некои мои студентки, дека всушност кога одат кај матичар им се поставува дури и прашањето во каква форма сакаат да биде презимето, што да речеме јас се мажев 95-та година, такво нешто не постоеше. И јас се мажев тогаш, сме генерација и навистина не постоеше тоа. И во наше време јас сад кажувам, јас сум го преземала презимето од мажот и тоа беше, нели, гордо за семејството. Форма, нели? Да, така е. Професорке, кога вака ја гледаме содржината, не сме ја прочитале книгата, јас знам, сега може би за вас е ова неблагодарно, меѓутоа има многу интересни поглавја што е вака поинтересно за јавноста и полесно и она што како велиме треба да се прочита. Да ви раскажам што се одржи книгата. Најпрво почнувам со тоа, го дефинирам презимето, што е презиме, објаснувам, и вие во почетокот рековте дека презимето кај нас на македонците е најмлада антропономастичка категорија. Јас би сакала тука да ве коригирам, затоа што таа всушност категорија е најмлада кај словенските презимења. Во антиката, сега на промоцијата што ја направи доктор Радев во Музеот на Македонската револуционерна борба, рече дека во антиката во грчкиот јазик немало презимења, но затоа имаме во латинскиот, например, Гај Јулиус Цезар, например, има презиме, тоа е од родот Јулиус, Цезар е од родот Јулиус. Кај нас презимето, понатаму продолжувам, од кога ја дефинирам што е категоријата презиме, давам кус историјат на развојот на презимето и
Истакнувам врз основа на истражувања на наши, но и на други колеги ономастичари од славистичкиот свет, дека во основата, дека во првиот никулец на македонско презиме се наоѓа првите пројави на некаква додавка кон личното име што може да наликува на презиме, е во втората половина на 12 век, нотирано во Битолскиот триот, што представува еден средновековен ракопис од македонска црковнословенска редакција. Пишувам со кирилица и со голем број вметнувања на глаголица. Понатаму низ вековите го следиме презимето низ спомениците и кодиците од разни манастири на територијата на Македонија, а за развиена категорија презиме, како што истакнува и најискусниот наш ономастичар, за жал минатата година почина, Трајко Стаматовски, категоријата презиме се појавува некаде, зборуваме за развиена категорија презиме, некаде во втората половина на 19 век. Понатаму имам една глава која што се занимава со спецификите на определени презимиња на територијата на Македонија, и тука предвид ги земам презимињата од Малешевијата, каде што го имаме оној тип на презимиња во кој недостига дел од недостига ов од сложениот суфик овски, како што се например меанџиски, анџиски, брашнарски, топлиски и така натаму. Понатаму зборувам за презимињата од Прилеп и Прилепско, кои што во голема мера се базираат на прекари, тоа сложени прекари во кои се одразува духот на прилепчанецот, мајтапчискиот дух, хумористичниот дух, што нам ни е познат всушност и од приказните собирања од Марко Цепенков, но и од исто така и од доживелиците на Мариовецот и Тарпеја. И третиот дел се однесува на еден тип презимиња безсуфиксни, кои ги среќаваме во градското јадро на Охрид, во Варош. Например? Например, презимиња од типот Маленко, понатаму Коцаре, Битрак, и сега Каневче, специфични, Групче. Специфични се. Такви презимиња разгледувам во тој дел, и со тоа всушност се заокружува тој дел за спецификите на македонското презиме. Која е разликата со суфиксот ски и ски? Во Скопје, сега не знам колку градови вие тоа го знаете, нели, завршуваат со В и без В. Тоа има некаква... Мислите на овие презимиња како Николевски, како... Па тие диалектно се распространуваат, главно во југозападниот дел на Македонија, ги се презимињата во Прилеп, во Охрид, Кичево, главно се без В. Така. Тука се задржав што лежи во мотивацијската основа на презимињата кај македонците. Ова е навистина едно интересно... Мислам дека одговорив на тоа прашање. Добро. Ајде сега и за Малешевијата. И понатаму, и понатаму можам да продолжам, понатаму има еден дел кој... со немакедонски елемент. Еден поголем дел од книгата, во него зборувам за презимиња во чија основа или во структурата се среќаваат немакедонски јазични елементи, кои можат да бидат немакедонски несловенски и туги словенски елементи. И тука зборувам, посебен дел имам за
оние презимиња кои што во чија основа се наоѓаат лексеми, да речеме, од турско потекло, од романско, односно влашко потекло, од грчко потекло, понатаму од еврејски презимиња, чии носители се македонци. Понатаму имаме словенски презимиња во чија структура, да речеме, се среќаваат презимиња украински, кои што се дојдени кај нас со белоградеците, со започнувањето на Октомвриската револуција. Голем дел од белоградеците се нашле на Балканот, еден дел од нив се нашле и во Македонија, и особено има голема заедница во Битола, чии потомци денес се носители на тие презимиња, но се декларираат како македонци. Понатаму исто така тука се и презимињата кои што завршуваат на суфиксот -ик, кои што може да бидат и бошњачки, може да бидат и хрватски, и македонски, никако не македонски, кои што може да бидат и од српско потекло, и од црногорско, и од бошњачко, и од хрватско. Навистина многу интересно, не знам каде што се И потоа разгледувам. Или украински. Да, потоа ги разгледувам презимињата од правен аспект, и ова го спомнуваме тука, ова што ми го поставивте како прашање во однос на родот кај презимињата. И на крајот следува една глава која што е така, може да се рече како еден додаток, во кој се избрани неколку презимиња безсуфиксни, чии носители се наши познати културни дејци, и со нивните лични приказни за тоа како е тоа презиме стасано во Македонија, а на крајот од секоја глава, таму каде што имав податоци и таму каде што можев да откријам, давам свое толкување за тоа што се наоѓа во основата на презимето, давам етимолошко, семантичко и исто така структурно толкување на самото презиме. Навистина доста интересно, особено со приказните. Не можеме тука навистина. Улчер, ајде ке ме прашам, постојано мислам дека одговаравте. Да, моето презиме е помажот ми, кој е македонец, но е носител на словенечко презиме, именно неговиот дедо Јоже Улчер. Дошол тука пред војната како професор по математика, се заљубил во една прилепчанка, Адријана, и останал тука, создал свое семејство, и еве до ден денес се живее во Македонија ова презиме преку потомците на Јоже Улчер. Инаку, како што ви реков, тоа е презиме од Блед. Во Словенија улица значи место на кое што се истерува стоката на паша. И ние навистина кога бевме во родната куќа на дедо Јоже, видовме дека куќата е поставена токму на едно такво место, од тука нагоре веќе се ливади на повисоко, и ја најдовме всушност мотивацијата на нашето презиме. Професорке, дали тоа, ова што го кажувате во последниот пасос, така се специфични имињата и со посебни приказни, дека имаат и презимињата може би се вообичаени меѓутоа своја приказна, или само во составувањето, во зборообразувањето? Повторно ќе го цитирам академик Шимуновиќ, колку имав чести лично да го познавам. Затоа што може би секој ќе сака да знае. Тој на едно место вели дека секое презиме има своја приказна. И за секое презиме навистина и книгата покажува дека има некои од луѓето што го носат презимето знаат зошто го носат. Главно се ова семејни приказни кои кажуваат како се нашло презимето овде. Мал дел од нив знаат што им значи презимето, и затоа јас тука, таму каде што велам повторно, таму каде што најдов податоци,
дадов толкување. Така, еве пакашки. Сега тука можеби сосема... тука немаше. Тука не можев да добијам информации. Се обратив во Институтот за српски јазик, но за жал не можев да добијам. Да, интересни нивните професии. Еве, за Хрисула Пенопулу, Сувариева. Да, по професија физиотерапевт, сестра техничар и се интересни професиите и навистина интересни. Сега не можеме сето тоа. Не ја одбрав затоа што сакав да имам едно презиме кое што во својата основа е грчко. И ова е такво презиме, а всушност таа е македонка, но по мајка гркинка, по татко македонка. Од Егејска Македонија се родителите, прогонети со граѓанската војна во Грција. Прво живееле во Узбекистан, па потоа се дојдени во Македонија некаде 70-тите години. Но интересно е што овие луѓе, за разлика од останатиот број македонци од Егејска Македонија, го задржале како официјален облик од грчки. И затоа го избрав ова презиме. Да, и специфично. Верувам дека тука нема да застанете. Сака ве прашам, а Кузмановска? Од Кузмановци. Да. Веројатно името претходно. Сушност, ние сметаме дека Кузманов, кога е во игра суфиксот овски, сложениот суфикс, тогаш во основата велиме дека се наоѓа фамилиарно име. Значи, од некои Кузмановци. Но, доколку беше бески, значи дека во основата се наоѓа лично име Кузман. Аз ке се извинам, ама морав да го искористам вашето присуство. Знам дека не застанувате. Тука имате уште многу работа, многу интересна книгата. Ви сте на ова, мислам дека треба секој македонец да го има. Секоја чест, ви честитам уште еднаш за трудот и би сакала да ми кажете, верувам дека нема да застанете тука и сега со што се занимавате, со кои истражувања, имам уште неколку минути да ми објасните. Ова е една тематика што е навистина. Имам навистина големи планови, но јас би сакала тоа така да го оставам. Нема да не открие. Обично сум човек што сака да ја заврши работата па да соопшти. Значи, но во секој случај во план ми е да она што остана како институтска незаокружена работа, речникот на топонимите од Воденско, од Егејска Македонија, би сакала да се заокружи конечно и да види бело видело. Така, верувам дека знам дека вие кога ќе се зафатите тоа, штом го најавувате во јавноста дека така ќе биде. Професорке, навистина многу ви благодарам. Има тука уште многу интересни теми, меѓутоа времето е малку колку што ни дозволува. Ќе би посакам навистина да не застанете со презимењата, затоа што ова е, како велиме, непресушен извор. Непресушен извор е, знаете, истражување. Јас кажувам за овој речник на презимењата кај македонците, навистина е таму обемен материјал и огромен број презимења се обработени, но за жал тој материјал е веќе застарен, затоа што тој речник кој чиј прв том излезе некаде 96-та година, а вториот 2001-та, се базира врз податоци од пописот на населението во Социјалистичка Република Македонија од 1961 година. Значи, од тогаш се поминати 62 години и мислам дека му треба подновување на тој речник во смисла на тоа дека голем број од тие говорители денеска не се живи. Значи, праве неколку презимиња вака што го привлекува моето внимание, се покажа дека веќе никој не е носител на тоа презиме. И веројатно ќе треба да остане во речникот со некаква назнака дека е веќе изумрено историски или не знам каква назнака ќе има, но исто така има и голем број на презимиња, како што е, например, презимето Улчар, кое што во она време кога е правен пописот, дедото на маж ми се декларирал како словенец, така што тој не е влезен во тоа презиме, не е влезено во речникот и такво како презимето Улчар има голем број и мислам дека со тоа би требало да бидат сега веќе внесени во тој речник. Како пример покажавте, има доста
измени, промени, додавки што треба да се... Па повеќе од половина век се разбира. Так, повеќе од половина век. Професорке Елка Јачи Улчар, навистина уште еднаш ќе ви се заблагодарам во учеството, ве поканувам во следна прилика. Може би не мора да биде книга, меѓутоа навистина секогаш сте интересна и не мотивирате за дополнителни теми. Ви благодарам и јас вам на поканата и на можноста да позборувам малку за мојата најнова книга.